Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Механизацијата на јавното претпријатие Охридски комуналец ке се префрли во поранешната касарна, откако Советот на општина Охрид на вчерашната 9-та седница ја изгласа одлуката за отстапување на недвижен имот на претпријатието. Советничката Лидија Недановска реагираше дека просторот во старата касарна не е соодветен за ваква намена, посочувајќи дека во непосредна близина се наоѓаат основното училиште Кочо Рацин, младински центар, здруженија на лица со посебни потреби, како и спортски и рекреативни содржини. Сметам дека доколку таму се стационираат оваа механизација, нема да биде безбедно поднос на сообраќај, ќе загадува околината. Заборавив да го спомнам, тука ќе биде и адреналинскиот парк. И од тие причини сметам дека улиците кои што сега се асфалтираат, се надеваме за брзо ќе завршат и ќе бидат нови, дека не им е местото по нив да оди и ваква механизација. Од причина што навистина сега касарната веќе добива еден лик од пред 5-6 години и дека во овакви локации каде што има посебно деца и млади, не им е местото тука да бидат стационирани и од тука да одат после понатака. Секретарот на општина Охрид Александар Китески истакна дека станува збор за објекти лоцирани на почетокот на поранешната касарна, кои се физички оддалечени од училиштето, од младинскиот центар и од останатите содржини, при што за комуналните возила ќе има посебен пристапен пат. Тоа се објекти кои што треба да се реконструираат, а и претходно се користеле како некој сервис, значи таму имат доколку влезите постоечки. Сега тие се руинирани објекти, меѓутоа со канали за сервис и така натаму. Значи сепак се многу далеку физички одделени и од школото, и од адреналинскиот парк, и од голф терените. Значи покрај јавното претпријатие Охридски комуналец, во иднина планираме во овој дел да биде пренесена и Охридската пожарна, со оглед на тоа што веќе МВР работи проект за реконструкција на првата зграда, ќе се префрла целосно таму. Ова што го даваме како локација на јавното претпријатие Охридски комуналец, најпрво од причина што мора да се иселат од постоечкото место каде што се сега. Механизација значи мора да оди во овај дел. Според најавите, старите згради на полициската станица, затворот и пожарната ќе бидат урнати, а локалната самоуправа планира на таа локација да изгради нов градски парк со подземен паркинг. Во таа насока ќе следуваат и измени на деталниот урбанистички план. Музика, забава, храна, спорт, презентација на таленти и експерименти. Ваква е сликата денес во Охридската гимназија, каде се одржа настан под мотото да живееме едни со други, а не едни покрај други. Целта е поттикнување на меѓусебно разбирање и почит, заедништво меѓу младите. Настанот беше исполнет со активности и пораки кои истакнуваат важноста на мултикултурната толеранција и заедничкиот живот. Директорката на училиштето истакна дека ваквите иницијативи имаат значајна улога во успех на образовниот процес, бидејќи ги охрабруваат учениците да размислуваат за вредностите на заедништво и почит. Да живееме едни со други, а не едни покрај други. Мотивот беше голем, бидејќи овие наши ученици што доаѓаат овде и наши поколенија, треба да ги научиме на високи морални вредности. Тука сме да воспитуваме, а не само да образуваме. Нашата гимназија е секогаш отворена за нашите деца понатаму, да ги спратиме, значи како едни високоморални личности кои ќе итаат кон својата цел. Учениците беа активно вклучени во подготовката на програмата, што дополнително придонесува за нивниот личен развој и чувство на одговорност. Некои презентираа храна, други експерименти, трети музицираа, сликаа и се забавуваа. Овој настан е многу важен за гимназијалците и за гимназијата во градов. Тука имаме повеќе штандови, имаме музички штандови, спортски штандови, штандови по секакви науки. Исто така основците може да дојдат и да си ги видат, да се запознаат повеќе со гимназијата во Охрид и да си ги препознаат своите вештини. Денеска ние презентираме средновековни села што имало
јадења во тие села. Овдека имаме предцрковна, ова била Македонија пред турскиот период. Во ова маса имаме све што донеле турците во турскиот период, а во последната маса имаме денешниве јадења што се. Сите деца учествуваме скоро и буквално донесовме сите многу храна и имаме заблагодарена сум за тоа што имаме и гости од различни школи, имаме исто така и од Данска и да се сакаме со цел да се запознаат со нашата традиционална храна. We are here from a school trip. Ние сме овде преку школската програма на Еразмус. Ни се допаѓа овде и сакаме да се вратиме повторно. Се е прекрасно. Yeah, beautiful. That cultural difference is Културните разлики се толку големи, храната е подобра овде, топло е, луѓето се пријатни и брзо се спријателуваат, што не е случај во Данска. Гимназијата го искористи овој отворен ден да ги представи и можностите за образование пред идните ученици. Отворениот ден токму на гимназијата значи место каде што идните гимназијалци, нашите талентирани ученици од основното образование, имаат можност да се запознаат со сите оние предмети, со сите оние наставни планови и оние насоки кои што може понатаму да ги изучуваат. Ова е од особено важно, затоа што ние мора да ја отвориме гимназијата, нешто што се случува последните години, за да можат учениците и однатре да видат со какви умешности, со какви знаења и со какви таленти располагаме како средно училиште. Преку вакви настани, од гимназијата порачуваат дека младите се клучат за градење на поотворено и поинклузивно општество, каде различностите не се пречка, туку богатство. На настанот присуствуваа голем број основци, професори и гости. Од денеска за сообраќај се затворени сите споредни влезови и излези кои привремено функционираа на автопатската делница Охрид-Кичево во близина на селата Требеништа и Мешеишта, општина Дебрца. Со цел безбедно вклучување на автопатската делница во близина на овие населени места, возачите на моторни возила за непречено вклучување на автопатот, исклучиво да го користат пристапниот пат кај клучката во близина на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, до кој водат споредни изградени патишта надвор од автопатот, информираат од СВР Охрид. Оттаму апелираат до возачите на моторни возила строго да се придржуваат до овие насоки, да ја почитуваат поставената сообраќајна хоризонтална и вертикална сигнализација, како и насоките на полициските службеници, кои од денеска вршат интензивни сообраќајни контроли на овој патен потек со цел контрола и мерки кон возачите кои ќе се обидат непрописно да се вклучат и ќе го загрозат автопатскиот сообраќај. Повторно деградирани јавните површини во населбите Воска и Даљан од несовесни поединци. Службите на јавното предпријатие Охридски комуналец повторно на терен се справуваат со мини депонии од кабаста, зелен отпад и градежен шут кои никнуваат преку ноќ на секој чекор. Мапирани се диво создадени депонии на 6 нови локации во овие населби, од каде се подигнати 55 метри кубни кабаст и зелен отпад, информираат од предпријатието за последната акција за расчистување на депонии во овие населби. Оттаму апелираат до граѓаните да покажат поголема одговорност во зачувување на животната средина и посочуваат дека секое депонирање на отпад на несоодветни локации ќе биде санкционирано. Извршени се мерења за утврдување на местото каде што ќе се поставуваат фотонапонски панели за снабдување на резерварот за вода во селото Шум со електрична енергија. Во активноста учествува вработениот одделението за локален економски развој при општина Струга заедно со директорот на Струшкото јавно предпријатие за водоснабдување. Овој проект представува важен чекор кон користење на обновливи извори на енергија, изголемување на ефикасноста во снабдувањето со вода за жителите на ова област, велат од општина Струга. Додаваат дека фотонапонските панели кои биле претходно поставени на ова локација биле украдени и случајот се уште не е расчистен. Воедно од општината апелираат со поставувањето на новите фотонапонски системи сите жители заеднички да се грижат за доброто на општината. Фитнес Фактори ви донесува метео.
Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност. Максималната дневна температура се искачи до 22 степени. Утре во Охрид времето ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерен до засилен ветар од северен правец. Утринската температура од 7 степени, а максималната дневна до 15 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 4 до максимални 18 степени. Од петок до крајот на неделава ќе се задржи променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Температурата ќе биде во опаѓање, а утринската наместа ќе се спушти и под нулата. Од понеделник следува стабилизирање на времето и пораст на дневната температура.